Имаме напредок во преговарачкиот процес. Јас сум среќен поради тоа и верувам дека е основна причина за оптимизмот кој што продолжуваме да го негуваме околу оваа прашање. Уште еднаш ќе напоменам, знаете дека се разговара на 7 точки од прилика. Тоа се името, опсегот на употребата, јазикот, националите или граѓанството внатре, кодовите, иредентизмот и начинот на неексклузивноста на употребата на македонско потекло. Мислам дека се токму тие. Точно е дека поголем дел од работите се решени и тоа ми дава право за да верувам дека има исчекор, но треба да знаете и вие, граѓаните, дека сето тоа дури што е решено е условно. Може да се смета дека е договорено само ако има конечен договор. Зошто го направивме тоа? За да имаме начин на пропулзивност, односно успешност во преговарачкиот процес, како чекориме кон конечно изнаоѓање на решението. Ваквото поставување на проблемите по точки не доведе да можеме слободно да разговараме со најискрени намери, кои се нашите резерви и маки, кои се нашите предности, истовремено и на грчката страна нивните резерви, предности, проблеми и слично. Така да пенетриравме во делот на решавањето на точки по точки и можам без да доведам до можност да влијаем некако негативно на самиот процес и да оставам трага која што би била спротиставена или конвергентна, односно спротивна на можноста да се дојде и до решение на она кое што не е решено, би кажал само дека не е решен опсегот и не е решено конечно името за меѓународна употреба. Многу сме блиску, кое што би требало да биде и потврдено во делот на идентитетот и во делот на националити и на јазикот. Значи, поприлично мислам дека сме пред решение за овие прашања. Другите прашања генерално се апсолвирани и овде се отвара прашањето за идентизмот. Веројатно, тоа што се уште е на маса, грчката страна навистина сака од нас потврда, а ние немаме проблем со тоа. Веројатно треба да ги знајдеме формулациите, дека немаме територијални претензии, дека немаме намера да ја повредиме границата, која што не разграничува, и дека немаме намера да се мешаме во херитидж или на наследството на Грција, истовремено и тие во нашето наследство. Верувам дека тие не се суштини кои што би довеле до проблем, треба да се изнедат механизми како тоа да се реши. И секако понекогаш се спомнува, иако со амандманот 2 од Уставот е веќе покријан членот 49 од Уставот, понекогаш се спомнува дека кај нив се уште отворена дебата. А тоа е грижата на Република Македонија за нашите граѓани во соседството, културните придобивки и слично, кое што се однесува, иако не е до крај и прецизирано. Ние немаме навистина нешто скриено, нешто кое би ни било проблем околу оваа прашање, веројатно треба да ги знајдеме само формулациите, да ги потврдиме. Значи, Македонија нема намера да се меша во наследството на соседните земји, така и на Грција. Нема намера да има територијални претензии према Грција, нема намера да ги повредува границите. Ние, впрочем, сакаме да ги отвориме тие граници со нашето пристапување кон Европската Унија и сакаме да градиме пријателство од секој аспект и тоа го потврдуваме со сите наши изјави, дека сакаме и практично, не само фигуративно, да го отстраниме секоја можност на било какво сомневање за евентуален иредентизам. Кога се зборува за делот на евентуалната временска рамка на решавањето, прашањето се отвара во делот на што ако не е до крај се заокружено, а Советот на Европа во јуни треба да носи одлука, дај Боже, така се надеваме, за добивање на датум за преговори. Ако продолжиме со реформскиот процес успешно, како што тоа го очекуваме, и тогаш се дефинираат рамките. Зошто Македонија треба да има референдум? Пример, кога би бил тој референдум? Дали е врзан сега при евентуално постигање на договорот и веднаш да се реализира, знаејќи дека ни треба 40 дена за референдум, поклопено со роковите на одлуките, тогаш се разговара веќе за временска рамка, или референдумот би останал на самиот крај пред нашето конечно влегување во НАТО, или дури пред нашето конечно влегување и во Европската Унија, која што е конечната цел која што сакаме да ја постигнеме со полноправното членство и во НАТО и во Европската Унија. Кога се разговара за временски рамки, се разговара токму во тие правци, ако постигнеме договор, се надеваме дека ќе постигнеме договор, веднаш ќе не прашате и вие новинарите, а со тоа и граѓаните, добро, ма како тоа ќе го изведете? Кога тоа ќе го спроведете, дали тоа ќе влијае
на добивањето позитивен сигнал и поддршка од Грција во одлуките на Советот на Европа и слично. Така да тие се одговорите на прашањето. Јас сум среќен што имат разбирање за вакви чувствителни прашања. Тоа е прашање на чувство, на осет. И грчката страна има разбирање за оваа работа. И рете тоа да го потврдам заради тоа што тоа е еден од првите позитивни моменти кои што се појавија. Ниту премиерот Ципрас, ниту министерот Коцијас, кој што се случуваа во преговорите, Ципрас со мене во Давос, а неколку пати Коцијас, тие имат разбирање за идентитетот. Идентитетот е чувство и не алудираат на промена на идентитетските прашања. Националите е државјанство или citizenship, како да го дефинираме. Во Република Македонија знаете дека имаме граѓани на Република Македонија од повеќе етнички заедници и државјанството е согласно новото име кое што ќе биде за меѓународна употреба кроз веројатно Маседонија. Значи би било веројатно граѓани на Северна, Горна, Вардарска или слично. Тоа што ќе го одлучиме кроз Маседонија, веројатно, тоа што се разговара. Јас очекувам да бидат потврдени прашањата кои што се веќе и опишани во графите на обидените јазици, како што е македонскиот јазик, со тоа што апсолутно сме спремни да ги отклониме сите нивни резерви за некакво алудирање во наследство или слично, заради тоа што немаме намера со потврда на нашиот уставен јазик, македонскиот јазик, да навлегуваме во наследството на Грција. Во делот на опсегот на употребата, секако тоа е едно од нерешените прашања и затоа според поновите грчки ставови, а тоа е барем од која е оваа влада, се бара ерго омнес да биде сватено и плюс за домашна или внатрешна употреба. Тоа за нас е ново и веројатно е предизвикано од сите овие реакции кои што грчката страна ги имаше во минатото, како провокации на некој начин, тие така ги спомнуваа. И од тука произлезе дека барат ерга омнес да значи плюс дополнително и за домашна употреба. Ние мислиме дека треба да се разграничи што е тоа за меѓународна употреба, што е тоа за домашна употреба. Навистина домашната употреба нема никакво влијание врз Грција, нема никакви рефлексии врз Грција. И убедувајќи се овде со креативност, со аргументации, со се, продолжуваме во разговорите и тука е прашањето кое што не е решено и тоа е поприлично тешко и комплицирано прашање. Секако ние водиме грижа што е тоа важно и за Грција, односно не само за власта, за опозицијата, за граѓаните. Треба да имаме разбирање заради тоа што на крајот можеме ние да се спогодиме, да се договориме, дури и на премиерско ниво или на министерско ниво, но сето тоа мора да помине низ институциите на системот и во грчкиот парламент и во нашиот парламент како ратификација на договорите. И убеден сум дека ако бидеме доволно внимателни, ако бидеме доволно пријателски настроени и доволно пред се креативни, ќе изнајдеме вакво решение. Ние мислиме дека прашањето кое што Грција го има со нашето уставно име е прашањето за името и начинот на употребата.